Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте уште едно издание, Јаде Бурек, Сител 3 телевизија. Деновиве вие како гледачи на емисијава, вие како јавност, на една новинска вест во врска со законот за трансплантација дигнавте една прилична тензија со вашите јавувања, размислувања, двојби и прашања поставени. Ви ветив дека ќе отворам една емисија, минимум една, тоа значи се надевам и на повеќе емисија, ако најдам соодветни соговорници на оваа многу чувствителна тема. Затоа во студиото вечер ја имам доктор Аспазија Софијанова. Добро вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов. Наша драга гостинка и сепак може би најлегитимниот представник за оваа работа, затоа што вие сте националниот координатор за трансплантација, така? Јас сум националниот координатор за трансплантација некаде од почетокот на оваа година, кога и легално владата на Република Македонија ме номинира да обавам оваа можеби најделикатна функција, да не речам улога, што треба да има човек кој треба да координира, но не сум сама во ова. Јас практично сум со еден голем тим на колеги, на медицински персонал кој се бави можеби со една навистина деликатна тема која отварате сега, тоа е трансплантацијата, односно донацијата на органи и ткива. Ке започнеме за тоа, мене ми е неодоливо сепак да ве прашам. Поминаа изборите, вие се кандидиравте. Добивте пратеничко место и се откажавте од истото. Што беше причината за тоа? Имаше калкулации дека се надевавте да станете министер за здравство и дека затоа што не ја добивте таа шанса, затоа и се повлекувате од политичкиот живот. Најмалку таа калкулација е вистинската калкулација. Луѓето што ме познаваат знаат дека сепак сакам да функционирам и да работам за народот и токму и тоа беше одлуката моја која и во континуитет ја размислував, што значи кога веќе се кандидирав да бидам пратеник, сигурно размислував дека тоа ќе биде нешто што ќе можам да го дадам за народот. А практично во исто време знаете дека сватив дека како лекар не ќе можам да ја обавувам таа моја работа, значи не ќе можам да бидам сепак лекар за следните 4 години. Ниту пак ќе можам да бидам ова за кој ќе разговараме бидејќи јас веќе бев номинирана за национален координатор за трансплантација, што значи дека во одреден момент сватив дека улогата како лекар кој може да помага на народот и да му даде на народот можеби многу повеќе отколку да кажеме во онаа улога која би ја имала како пратеник, сепак се одлучив да пак работам за народот, меѓутоа повторно од овој медицински агол. Знаете, се косеа работите со можноста да јас сепак работам како лекар во еден извесен период, можеби лекарите можеа паралелно да обавуваат и парламентарна функција и ваква функција како лекар. Па добро, не го знаевте ова пред да се кандидирате? Генерално кога сватив дека вие сте интелигентна жена која гледа 6 потези однапред. Па ги гледав 6 потези и ми е драго бидејќи сега од кога видов кои ми се колеги во парламентот, мислам дека влијанието што ќе можеме да го имаме заеднички во интересот на пред се медицината, особено децата која што ми е мене примарна цел, а и оваа цел која сакам да заживее во државата, а имајќи во предвид дека овој период поминав доста, да речеме и надвор од државата, имав прилика да видам до каде е стигната медицината, сакав сепак тоа да го дадам како човек кој ќе има и помош, кој ќе има и сапорт на некој начин, односно одредено исто така големо влијание од своите колеги во парламентот, но сепак да го насочам во овој правец. И мислам дека практично некаде тука се улогите. Имам само 2-3 прашања во врска со трансплантацијата и очекувам од вас опширен одговор, но имам уште неколку подпрашања кои воопшто немаат врска со она што сте поканети, но еве гледам вие имате храброст едноставно за се да говорите. Да. Втората тема во врска со лекарите и лекарската етика беше минатата недела жестока реакција на јавноста во врска со претепувањето на лекарот. Зошто се случуваат такви работи што се случуваат? Очигледно во еден момент на жештина на емоции сакаме да ги поларизираме работите. Виновен е овој или виновен е овој. Но работите никогаш не се едноставни и праволиниски. Може ли да се избегнуваат овие работи или тензијата расте? Мене гледачите ми велат дека лошо е и тензијата расте. Ова е почеток на ваквите работи. Може би ли ние тоа да го превенираме да не се случува? Што ни е потребно? Го знам случајот и верувајте ми дека не ми е седно, бидејќи сега зборувам како лекар, пак ќе кажам и затоа и вие не сте одговорен сепак овде дека министерот ќе треба. Да, ме интересира само вашето мислење. Мислам дека животот генерално представува обавување на две функции. Едната е куплунг, другата е кочница.
Со куплогот одите во брзина и ја возите колата, со кочицата кочите кога навистина работата може да биде жешка. Сепак менталниот склоп на човекот, посебно на нас интелектуалците, односно лекарите, треба да добро знае да го избалансира тој момент на куплок и кочица, што значи доколку го видиме пациентот дека се наоѓа во на одредена точка на врење, каде што поради состојбата, дали во фамилијата, јас многу често сум се наоѓала во вакви ситуации, бидејќи работам на оддел за можеби највулнерабилен оддел. Тоа е оддел за неонатална и педиатриска интензивна неготерапија, каде што се случуваат многу непријатни ситуации и знам што значи да се биде со кочница. Во тој период може да ви кажат некои работи. Не велам дека е дозволено, сепак сме луѓе, човечки суштества кои треба да се контролираме, но сепак постаат моменти кога губите најдраго, кога ви се случува да речем момент кој не ви е пријатен, па може би ќе кажете нешто, не, едноставно ќе излезе вон од вашата контрола. Сепак сметам дека ние како лекарска фела мораме да го имаме тоа во предвид повеќе или помалку и малку повеќе да кочиме во тие моменти, да едноставно не дозволиме да преде во другата страна, односно на другата страна границата. Не велам дека и пациентите не треба тоа да го земаат во предвид. Од друга страна, значи тоа е пак еден заеднички избалансиран однос, значи ние треба сепак малку повеќе да гледаме поголемата приказна што се случува. Значи не можете исто да пристапите кон пациент кој има една обична ситуација кон кој треба нели да придете многу поразлично отколку кај оние каде што имате веќе состојба која може да се граничи со непријатна ситуација. Тука предпазливоста и трпението на лекарот мора да биде број 1. Знаејќи дека сепак се работи за состојба во која секој не е спремен да ја прими. Знаете, за све треба и спремност, трпение и едноставно да можете да го прифатите моментот. Не се сите спремни, затоа еви токму и тоа и во делот од трансплантацијата, спремање на пациентите, спремање на фамилиите, спремање на нас лекарите и на целиот тим, пред се психолошки, а на друг начин и се разбира сите ние со својот карактер имаме секогаш велат нели она така наречена минута која не ја оправдувам и затоа велам кочницата е таа која во тој момент или велат броите до 10 како старите кажуваат, сепак ќе биде таа која ќе го спречи оваков несакан момент. Ајде да ве прашам чисто практично. Ова што го кажавте, фантастично. Ја би го извадил овака и би го ставил на прва страница вака во некој учебник. Феноменално ово што го кажавте. Како врвен професор. Но, праксата може ли вакви работи да спроведе? Кој ќе речете психолошки да се спрема тимот, што правите? Јога вежбате кој ќе се соберете? Па вие немате време кафе да се напиете. Ја ви го знам животот. Колку е декларативно ово што велите психолошки да се припремиме, а немате време од паркираниот автомобил да претрчате до овдека мантелот незакопчан, веќе вршите работи, па камоли и психолошки припреми. Ја малце тешко ми е тоа да го прежвакам дека имате време воопшто вие како лекари за една таква надградба во една ваква тензија како на моменти е како постапокалиптично дело, а од друга страна како стриповите од Алан Форд. Алан Форд, така е. Да разбирам што сакате да кажете, меѓутоа сепак знаете дека од другата страна разговарате со човек кој 25 години работи, пак ќе кажам интензивна неготерапија. Сепак тоа велат сепак има лекар кој знае да комуницира, што се тие комуникацијски вештини кои се многу важни еден лекар да ги носи во себе. Да, тие не ги полагате со Хипократовата заклетва. Ето тоа е табието, ти си таква по табија. Превод се вели карактер. Да, затоа некои страдаат, некои не, некои се добри лекари, некои не ги бараат постојано и континуирано, некои едноставно се тргат. Можеби да е најдобар лекар, едноставно се тргнува пациентот од него бидејќи нема доверба, тоа е многу важен момент и не може да му пристапи, односно да му го каже тоа што го мачи. Тоа се многу суптилни работи кои едноставно со својот карактер ви зрачите, со својата харизма за да ви пристапи пациентот и да ви ги каже сите проблеми. Ви се случило да ја утнете кочницата? Мене не ми се случило, но линијата била тенка некогаш. Јас се сеќавам, а може се сеќавате и вие, беше некаде пред можеби година и пол кога се деси смрт на едно детенце кај наш 5 годишно од кавадарци и целата фамилија имаше непријатен момент на така едно недоразбирање, можеби бидејќи за 2 часа почина детенцето на нашиот оддел за интензивна терапија, донесено од друг град. Сега тука додека јас бев за среќа тука, бев се уште директор, но го раководам одделението, имав обврска да се симнам и да видам што се случува. Слушнав непријатни звуци. Кога се симнав доле, знаев дека е многу тенка линијата, да тој човек исто така нема и можда и во тој афект кога разбира дека неговото дете заминува, да не ми направи некако физички атак. Немојте да мислите дека не сум се нашла. Сватив
дека морам да бидам многу смирена, сватив дека прво морам да пристапам како човек кон него, а не како лекар со некаков си авторитет. Пристапувањето во моментот како со некаков посебен авторитет дополнително раѓа револт од другата страна. И знаете, сепак морате и пациентите, односно фамилијата да ја смирите, потоа да ја соопштите веста и на крај едноставно да најдете заеднички јазик во кој што сигурно дека вашето достоинство ќе остане како такво, бидејќи сепак и ние имаме одредено достоинство и не ни е пријатно да слушнеме зборови кои не ни се драги. Од друга страна, сепак знаејќи дека на крајот на криштата природниот тек на животот и смртта се случува не само во нашата држава, во целиот свет. Едноставно тоа е едно нешто што не е само не сме ние исклучок, па само кај нас да се случуваат вакви работи. Јас сум гледала и во светот нетрпеливи работи, освен во Јапонија. Таму морам да ви кажам, тоа се посебни некои суштества, таму кои што навистина имаат, ете што велите, од раѓање некој посебен чип, на однесување на некоја смиреност, кај никако се да се знае однапред. За разлика од нас, ние сме можеби малку и потемпераментен народ, почувајќи ме и мене како карактер, меѓутоа мислам дека лекциите во животот сепак ги учев и додека студирав и понатаму можеби сепак човек треба да биде малку со доза на умерен интелектуален баланс. Убаво кажано. А ова што го рековте за јапонците би било баш добро, сега е време на светско првенство во фудбал во Бразил, па интересно како куриозитет да ви кажам дека единствените навивачи кои го шокираа светот се јапонските. Со што? Завршува надпреварот. Сите си заминуваат и си идат. Јапонските надпреварувачи јапонските не фудбалери, пардон, јапонските навивачи, значи тие на трибините, дојдени да ја бодрат својата репрезентација, остануваат и го чистат стадионот од ѓубре. Фотографиите го заобиколија светот и луѓе се едноставно шокирани, бидејќи знаеш дека има служба, не му е дегутантно, појако од него, не му е воспитание, он зема, го собира ѓубрето, го носи, го фрла и тоа, ајде да кажеш, некои чудни, него убави, модерни, дечковци, девојки, прекрасни, дури манекенски типови. Се вика, што е, да не е ова некој пиар на нешто да не гледам скриена камера. Не, едноставно, тоа е менталниот склоп. Јарно, добро велите дека сегде се ќе видите, само во Јапонија такви работи нема. Знаете, што ми се случи мене во Јапонија, јас одејќи со еден колега или колешка заедно до самата болница од каде што бевме сместени, по патот случајно веројатно сме јаделе нешто и паднало тоа ливче или нешто од самата храна. Верувате ми, после едно 10 метра дојде служба нивна која ме културно замоли. Се разбравме некако на нивниот јапонски, мојот македонски. Не можевме да најдеме заеднички јазик, ама сватив дека треба да се вратам, да го подигнам тоа. Звучи. Така е. Да го соберам тоа што ми паднало и да се културно практично, они се извинија што мене ми се случило тоа, а ме замолија да си го соберам тоа што ми паднало. Тоа е специјална некоја култура, не специјална, мислам, тоа е во нивниот чип, пак ќе кажам, и сепак им се воодушевувам. За некои работи навистина е тоа посебна автодисциплина, ама таа автодисциплина раѓа дисциплина и во духот во вакви критични состојби. Зашто тоа е она која што велиме, што разговараме, таа тенка линија кога ви се едноставно замира све и размислувате малку поинаку. Таа дисциплина сепак носи некаков основ и од генот, од воспитанието, потоа од некаква духовност, која ќе разбереш зошто некои работи се случуваат и дека животот не е фер, нели? И дека некои работи се случуваат и дека е многу лесно да нападнеш, не знам, лекар, медицинско лице, па дури и да сгрешил. И што ќе постигнеш со тоа? Со тојот афект и така натаму, бидејќи ја мислам дека денес како еден лекар сгреши, и тоа сериозно сгреши, дека има многу повеќе шанси, за разлика од порано, да ги сноси последиците. Некако лекарите беа како заштитена една сорта, се случуваа лекарски грешки, но немаше некаква, да речеме, реперкусии и така натаму. Денеска, мислам, не е баш така. Мислам дека го чувствуваат веќе лекарите дека не се заштитена сорта како порано. Па видите, јас имав прилика и како помлада да живеам во Соединетите Американски држави, да го почувствувам тој момент на страв кој постоеше кај лекарите уште пред, да речеме, можеби 20 на години, кога, како што велите, можеби позаштитени бевме ние на овие простори. Која работевте на ИАР? И да, работев на ИАР, точно, вие го знаете тоа.
Мислам дека сепак освестувањето оди паралелно со разните промени што настануваат и кај нас со многу поголемата одговорност што имаме, затоа што вечерашната тема трансплантацијата тоа е една можеби најголема одговорност што може да постои, бидејќи сепак се работи за еден последователен круг на нешта кои мора да функционираат безпрекорно, за да биде сето тоа на крај безпрекорно и да сите бидат и задоволни, а да не постои никаква грешка во целиот систем. Она што го кажувате сега, сметам дека сепак лекарите, особено овие кои што работат со ваква, да речам, критична маса, размислуваат многу добро и своите вештини ги покажуваат врз пациентите и мислам дека до сега не сме виделе вистинска лекарска грешка која на вистина ќе не стави во, да кажам, може би заблуда дека не треба да имаме доверба. Треба да имаме доверба. Јас сум барем човек што прошетал доста и видел дека на оваа фела во која сум горда да кажам дека припаѓам, ја морам тоа да го истакна, бидејќи сепак сум прецелекар. И може би пак ја кажам една од причините на крај кога сватив дека лекарот како таков е убаво кога ќе може тоа сепак да продолжи да го работи и да помага врз пациентите и да постои одредена поголема супервизија и контрола врз нашата работа, немам ништо против. Тоа може да треба затоа што секакви ги има меѓу нас. И можеби за тоа зборуваме сега, поголема супервизија. Тоа раѓа одредена поголема одговорност, нешто што ми се чини дека е најважно воопшто во секоја професија, особено во нашата, значи одговорност. И на крајот на криштата, ако ги следиме сите протоколи, начини на кои што го работат и во светот, од каде и купуваме дел од тие нивни вештини, мислам дека не би требало да имаме проблем. Се не е тоа баш така, знам. Меѓутоа, генерално, ако се придржуваме кон тоа и малку повеќе умееме да се контролираме себе си, што велите јога, или можеби нека друга вештина која треба да ја применуваме, ќе не направи уште похрабри во она кое што го правиме во секојдневието. Добро што у клинички центар има црква, па малце нека се влечат од таму работите, смирението на православието. Така е. Докторе, веќе ми се стега мене плексусот малце, бидејќи треба да влеземе во оваа тема, но бидејќи сега форматов на емисијава е видоизменет, одиме со првиот блок реклами, а потоа ви го препуштам целиот простор вам за трансплантација. Благодарам. Повторно назад во студиото доктора Спазија Софијанова, републички координатор за трансплантација. Донесен ли е законот, предлог ли е, која е формата, што значи и што донесува тој? Прво да ви кажам дека трансплантацијата на воопшто во светот е едно од, можеби не поновите делови од медицината како трансплантациона медицина. Некаде до 1950 година историски гледано биле правени обиди да се вадат, нели, трансплантација како такво значи вадење на дел од орган или на цел орган и пресадување на тој дел од орган или целиот орган или ткиво на друг човечки организам кој се смета дека е компатибилен, односно сличен. Такви обиди биле правени, како што ви кажав, до некаде 1954 година, меѓутоа се уште не биле доизградени механизмите на припрема на самиот пациент кој ќе го даде органот и на тој кој што ќе го прими. Затоа имаме донор или оној што дава и реципиент, оној што прима. Меѓутоа веќе од кога, како што знаете, медицината сепак оди со астрономски чекори напред, нека до 1954 година па наваму веќе можам да кажам заедно со кардиохирургијата, тоа се две можеби најпрестижни делови од медицината кои вклучуваат во себе тимска работа, обработка на пациентот и можеби вистинско враќање и возвраќање, односно дарување на живот. Затоа и ние велиме трансплантацијата на органите практично представува дарување на живот. И во делот од нашата кампања која ја почнавме од кога станав национален координатор е токму тоа дарувај, односно спаси живот. Националниот координатор е избран, ви кажав, на крајот на минатата година, а законот за трансплантација поточно е донесен на 10.10.2011 година. Меѓутоа не беа оформени и не беа добро формулирани подзаконските акти, кои исто така детерминираат одредени работи, кои вие ако ги сгрешите или ако во таа регулатива не ги направите по одредени прописи, можат утре, како што зборувавме во првиот дел од програмата, да ве тужат тие од кои што е земен органот или да се направат многу непријатни ситуации и затоа мораше сето тоа да се стави во една права законска рамка која ќе ги следи регулативите што ги го бара Евротрансплант. Значи сепак тоа се такви процедури кои ние ги добивме од таму во дел
моравме и ние да си направиме наша собствена програма. Во дел земавме дел од тие регулативи подзаконски акти од Хрватска, која морам да кажам дека во регионот е водечка во трансплантацијата и дури за некои од работите на вистина и се воодушевувам како нивниот национален координатор, кој е релативно моја блиска пријателка Мирела Бушич, и ќе споменам како таква беше наша гостинка оваа година, на вистина успева тимски да ги одржува работите во една држава и да ја направи Хрватска водечка дури и во Европа заедно со Шпанија во однос на бројот на трансплантирани пациенти, вклучувајќи го пред се процентот на кадаверични или оние пациенти кои даруваат орган практично после утврдување на мозочната смрт. Нешто што кај нас се уште не беше со одредени законски регулативи регулирано, секое нешто што отскокнува од законот се смета како купо-продажба на орган. А тоа е нешто што може би представува најстрого забрането и вие знаете колку може да се изманипулира со тоа така наречено купување, односно продавање на органи. Имате држави кои што може тоа да го направат затоа што имате многу сиромашен народ кој би ги продал своите, да кажам, бубрези за сума на пара за која навистина би не понижувало сите да ја дискутираме, ама тоа за него значи живот. А ние се уште го имаме тоа по области луѓе овде дури и во Македонија кои си продаваат бубрек за известна сума пари. Затоа требаше овој практично закон да биде донесен вака со неговите подзаконски акти во кои едноставно веќе не можете тоа да го направите ако ништо друго во јавната здравствена установа која е овластена веќе да го прави тоа и каде што морате строго да се придржувате кон сите број 1, број 2, сите правни регулативи за да не отскокнете од тоа да имате како што кажавте вие вакви проблеми. За да нема трговија со органи. Ред се да нема трговија со органи. И морам да ви кажам на 14 февруари практично ја направивме првата кадаверична трансплантација по овие законски регулативи и сакам уште еднашка на јавноста да и се обретам околу фактот дека 2006 година имаше исто така една кадаверична трансплантација. Не рековме дека е прва после толку време кога го дадовме пресод. Точно, имаше една кадаверична трансплантација која не беше по законите и по регулативите кои што сега ги бараат. Значи не смете да дарувате овој на оној, доколку е во мозочна смрт пациентот мора да се утврди точно по принцип на хаелатипизација, дали постојат антитела во организмот, дали постојат, значи толку многу испитувања правиме и го правиме оно кој што највеќе одговара и тоа мора да биде строго детерминирано на донорот и на реципиентот и на тој начин практично да го извадиме органот од тој кој што има мозочната смрт и да го дадеме на тој кој што го очекува овој орган и за кој што практично има потреба од него. Тогаш кога се направи 2006 година, точно дека се направи исто кадаверична трансплантација, меѓутоа беше воно тие сегашни што ги бараме регулативи, јас ја почитувам и таа тогаш, не велам дека не била, меѓутоа она што го бара Европа и кое што сега исто како што и претходно спомнавме, строго будно грее врз нашето понатамошно работење на овој план, бидејќи јас како национален координатор веќе сум повикувана скоро секој месец на рапорт кој го даваме во Брисел, каде што јас како представник на оваа држава сум должна да кажам колку мозочни смртови имало во одделенијата каде што се случува тоа и кои што се релевантни, а тоа одделенијата на Карил, каде што возрастите се случува најлошата смртта и моето одделение на интензивна нега и терапија каде што починуваат децата. Должна сум да кажам колку одбиле или не одбиле, колку кадаверични сме направиле, како оди трансплантацијата, дали се спроведува по регулативите и законите кои сме ги донеле, значи минатата година комплетно со сите подзаконски акти и на тој начин, веќе гледајќи дека ги следиме регулативите, значи не правиме трафикинг или купо-продажба на органи, сме ставени на платформата на Евротрансплант. А веќе не знам дали знаете што значи да сепак се ставиме на платформа. Тоа значи дека се мониторира нашата држава, се следи будно што прави целиот тој тим, бидејќи за сега сме во делот за бубрези, на вистина морам да кажам, особено тимот да го истакнам од клиниката за урологија со клиниката за нефрологија, бидејќи тие тимски заеднички работат, едните во припрема на пациентите и во формирањето на регистарот на пациенти, бубрежни болни кои чекаат бубрек, и клиниката за урологија која практично на хируршкиот терен го спроведува експлантирањето и трансплантирањето на самиот орган. Таа нивна заедничка сплотеност ја визуализирам, односно ја контролирам јас, а јас па го давам рапортот во Европа. И на тој начин, кога сето тоа оди законски,
се штиклира, чекинг лист постои и ние ги направивме тие чекинг лист. Значи, баш работиме како што тоа го бара стандардот. Ова дали има пациентот? Има, ова нема. Не може отпаѓа. Дали ова е направено? Направено. Значи го спремаме комплетно пред да се случи трансплантацијата и веќе самиот акт на трансплантација со тоа ви е загарантиран дека ќе има успех. Значи не отстапуваме од нормите и законите. Дури никогаш и не ни е се едно, конкретно сега минатиот пат кога имавме кадавер, потенцијален кадавер, значи потенцијален човек кој што има мозочна смрт, а останатите органи може се уште во функција и можеме да ги искористиме кога ќе ги стипизираме со оние кои што чекаат и со кои што се најслични. И верувајте ми, имавме правна регулатива, ни дојде правник, двајца правници, кој буквално ја визуализира и ја контролира работата. Дали постапуваме по овие законски регулативи? Од каде правници? Правници од Министерство за здравство, луѓе кои што си ја знаат работата и кои учествуваа во изготвување на законите. Значи сепак нешто што е за почит. Ова го правиме вака, дали е тоа направено, направено. Дали фамилијата знае, не знае, информирана е. Дали е спремна за да го даде или не е спремна, или ние сакаме тоа пак да го направиме по некои, да кажеме, релации, бидејќи ни се наши познати или не знам што. Не трпи тоа веќе. Едноставно мора да се следи строго законот и нема отстапување од законот. Драго ни е, не ни е драго. И приоритет. Се знае дека секогаш листата на приоритет на пациентите реципиенти се здрави пациенти пред се, здрави во смисла со имање помалку болести, да кажам, бидејќи тие што чекаат орган, значи имаат некаков проблем во себе, меѓутоа гледаме да се во подобра кондиција, да биде и гаранцијата за самиот бубрек што ќе примат или другиот орган се разбира на највисоко ниво, и деца. Значи децата имаат предност и тие кои што се во релативно постабилна, велиме, состојба. Гледавме овие ситуации на доктор Хаус каде што тие морално-етички проблеми, идеален донор, идеален реципиент, а ситуацијата го одбиваат затоа што едноставно не си во години. Така е. Секогаш има и така натаму и така натаму. И тука се отвараат многу етички прашања. Еве ни дадовте еден вовед во цело во ова, а сега ја да почнем со прашањето од народот. Кој сме и на каков начин се одредува од кој ќе даде орган и од кого смее да се земе орган? Значи, ова се две многу различни Примерното категории. и најважното прашање, кој исто така беше и трпеше измени и затоа практично чекавме да се донесе, пак ќе кажам, оваа законска регулатива, кој смее. Значи, секој пациент кој доживеал мозочна смрт, а кој во текот на својот живот сепак доброволно не побарал да не ги даде органите после неговата смрт, се смета дека е потенцијален донор, односно потенцијален дарител. Значи, доколку мене ми се случи мозочна смрт, тоа значи инцидентно да мојот мозок престане да работи. Дали е тоа невризма која прснала, мозочен удар или нешто слично така, кое што, да кажеме, во моментот ја прекинува мозочната циркулација, мозокот представува равно смрт. Значи, ако ви умре мозокот, практично сте вие, да речем, во таа фаза, односно во смрт. Добро. Но останатите органи може уште да работат. Добро. И тоа знаеме ние да го правиме и да ги одржуваме ние уште 6 до 8 часа. Во тој период вие се сметате за потенцијален донор. Колку може да живее? Некаде до 12 часа би било оптимално. Мораме да бидеме без мозок. Па без мозок до 12 до 12 часа. Но ние го одржуваме, се разбира. Кома не значи мозочна смрт. Не значи не значи кома мозочна смрт. Тоа може да значи, да речеме, долговечност која што не ги исклучува мозочните функции кои ние ги следиме на два начина. Првиот е ангиографија, значи правиме специјално испитување со кое ние гледаме дека постои прекин на циркулацијата во мозокот. Првото испитување кое мораме да и сме облигаторни да го направиме, влегува во таа чекинг листа. И второто е ЕЕГ. Значи гледање дали постои електроенцефалограм, односно дали постои функција на мозокот. Ако овие два метода, вклучувајќи тројца невролози кои го прегледуваат пациентот и утврдуваат клинички со рефлекси, со сите останати клинички испитувања дека практично мозокот е мртов, а пациентот во суштина има останатите органи се уште работат, направивме специјален формулар, се потпишуваат тие тројца невролози, имаме од мојата клиника тројца невролози за деца, тројца невролози за возрасен, анестезиолог обавезно вклучен во целата приказна. Тогаш се повикувам јас како национален координатор кој треба сега да настапи во сцена. Значи имаме потенцијален донор.
А мојата улога во моментот, морам да кажам, е онаа со која ја почнавме емисијата со вас, именно разговор со фамилијата. Чи потенцијалниот донор е потенцијален донор, но доколку фамилијата не се согласи на тоа, завршува приказната. А што ако нема фамилија? Ако нема фамилија, Ако немате со кого да разговарате? Сигурно имало место каде што човекот пребивал. Ако е тоа, да речеме, некое старателство, исто така ги повикуваме нив. Ако е дом, сигурно повикуваме некој кој е овластен. Во ред. Некој кој мора да ред. каже за пациентот или за идниот дарител дека го Еве познава. еве да ви ја опишам хорор ситуацијата. Значи имаме човек бездомник. Ни семејство, ни трага, ни адреса. Еве, јас сум без семејство, немам никој. Ништо не може. Ме намирисува некој дека ја можам да му бидам потенцијален. Филм правам сега. Да, докторе. во ред, ќе ви Филм одговорам. сега. Значи, ме намирисува. Аха, добар е Дебелиов, има добра јетрица, сигурно таман ќе одговара за мојот. Ми свирнуе куршум у чело, ме донесуе на клиника, го најдов човеков, некој го утепал, нели, Јанко јади бурек, легитимна цел, супер, дајте и да му земе органите. И нормално вие ме ставате на стол, два здрави бубрега, уствари еден, другиот има камен, јетрата е бомбона, алкохол не видела, срцето чат пат, има едно мало федерче таму, ништо страшно, можеме да извадиме таму работа. Барате да разговарате со некого, немате. Овој ви се јавува како прв на листа и си завршува работа. Законски, вие сте ја завршиле целата работа. Се додека сум јас национален координатор, тоа нема да се случи, за ќе ви кажам зошто. Зошто не може Бидејќи да се доколку случи? јас Зошто не може да се случи некој да ме удри мене по глава, знаејќи дека нема кој да се ме застапи во животот и јас да бидам донор за органи за во една таква ситуација на очајник кој може и тоа да го направи. Јас искрено кажано сега сигурно не мислам на Знам вас дека како ова филм. така. Али да, добро, јас ќе ви одговорам на филмот Да, веднаш. Знаете што би направило тој случај? Сигурно не би пристапила кон оние регулативи кои ви кажувам, бидејќи веќе тој тип на пациент е потенцијално судски процес. Односно потенцијална судска идна пресметка која би ја дала на обдукција на судска медицина, многу подобро кога да си го својот и животот на моите колеги жртвувам. Но некој чека, еве, спас за некое дете. Знам дека чека така, меѓутоа сигурно тоа задоволство на ваков начин нема да му биде предизвикано. Постои ли некаква можност нас како луѓе да не екзекутираат по улица за да бидеме донатори на органи? Мислам дека оваа држава сепак тоа ниво го нема. Не, значи, а иначе можда во шпекулирај, други, да. шпекулирај. Сигурно дека постои тоа. Сигурно дека постои. Дека постои, Докторе, вие сте многу храбрата особа која не верувам дека од докторската фела сигурно дека постои, дури и као шпекулација би го изговорила. Точно. Како да се заштитиме, бидејќи мене ме плашат малите преседани. Ви текнува ли? Да, ми текнува што Јас знам дека ние збориме за да. едно више и општо добро. Но законот не може да ги. Јас сепак се плашам дека значи закон за трансплантација постои, па се сеќаваш на филмот Кома, кој беше холивудски филм, но што значеше тоа? Дека постои некаква дупка и дека таа може да биде злоупотребена. Најчесто тие злоупотреби се случуваа, како што видовме и во документарци и во вести, се случуваа во најголемите медицински центри низ светот, на западната хемисфера, во Велика Британија, во Соединетите држави, каде лекари си влегуваат у една подземна шема и така натаму и така натаму. Втора работа. Јас се согласувам, многу зависи и во земјата каква е. Значи, ако е високо развиена со висок систем, во системот можеш да испливаш. Од друга страна, сега имаше пред недела дена за Непал репортажа на CNN, каде покажаа 30 луѓе со резови од вадење на органи на тело. На крајот на криштата, вечер и сител мацели го следеа турскиот квази колега од жолтата куќа. Така е. Една морбидна ситуација од војната. Значи, разбирам што е прашањето, а сега јас ќе се потрудам да ви одговорам. Ајде да чуеме. Значи, веројатно
улогата на националниот координатор е, што и сега е прв пат еве избрано, не е можда случајна, не дека јас сум јас како јас, а може да биде било кој колега кој се занимава. Мене ми е драго, вие сте високо морална личност, ја лично ве познавам. Тоа е во ред, но од кај да знам ја утре кој ќе дојде на ваше место? Јас е така е. Затоа законот треба да покрива. Затоа законот покрива. И затоа ми се допадна, може би јавно ќе кажам, сега вторава кадаверична кога ја правевме трансплантација, и јас практично скоро и да не знаев, двајца правници од Министерство за здравство и уште еден дополнително дојдоа да видат кој е пациентот, зошто го дава органот, која е причината за смрт, дали ги имаме сите документи, толкав фолдер направивме. Да докажеме дека ова Он сакаше да даде или он сакаше? Да. Чим сака да даде, ја не знам зошто и правници викате. Епе, токму заради ова. Значи, ако важи он и за нив... Ако он подпишал и се согласува, фала и пријатно. Добро. Збориме за луѓе кои нити биле свесни, нити се информирале, нити знаеле, нити сакале. Тие знаете како по дефолт ви реков во законот вели ако тоа не подпишале во текот на животот дека не сакаат да ги дадат органите, значи се донори. И по тоа како што велите, значи би биле потенцијални одлични донори за некој кој има ваква одлична филмска идеја. Но додека сум јас национален координатор, добро, нема да дозволам таков тип на случај ќе го пратам на судска медицина. Сепак нема да се дозволам да подарам на некого нешто што не ми е... Пак ве разбирам. Не е проблем во вас. Проблем е дали системот ќе функционира и една особа, еве, ја доаѓам, ја не сум морален како вас, ја сум лесно за да се компрометирам, доаѓам на ваше место и ако има дупка ја искористувам. Имам ли дупка ја во законот да манипулирам тука? Затоа се донесе крајот на декември 2013 година. Не се донесе порано многу затоа што се гледавме токму на овие дупки да внимаваме. Не заборавете дека за тоа морам да бидам благодарна. Имавме ние ситуација во 2012 година каде ве јавно ќе кажам, имаше фамилија која сакаше да ги дадат органите, бараа да ги дадат органите поради сообраќајка што се случи. Седнати бевме ние, сите заедно, сега околу тоа каде што како да не кажам, меѓутоа се разбира, тоа бевме од фелата сите. Од анестезиолози до неурохирурзи, беше дете во прашање, имаше и црн дроб, имаше и бубрези. Прекрасни, да кажам вака. Но, бидејќи во законот не постои овие подзаконски акти, постоја многу дупки, заради кои ќе можевме денеска да не спиеме мирно, се решивме да практично заврши како што заврши, не ги земавме органите. Глупав израз би било да кажам искористивме, но ќе кажам не ги земавме. Јас дури можам да кажам дека во моментот, знаејќи колкава е желбата на фамилијата да потпишат се, да се направи тој момент, да го искористиме тој момент, сепак сите заедно направивме консензус. Дупките во законот постојат тогаш. Многу лесно можеше да се случи ваков разговор да ви правам на друга тема. Значи, затоа сега стојам цврсто на фактот дека барем овде во нашава држава, ако сега некој решил да прави некоја далавера, може слободно да ја направи. Ама додека биде во контакт со мене како човек кој треба да одлучи последниот збор, бидејќи тоа е најтешкиот збор за одлука, мислам дека ако е сомнителен случај, ќе заврши на судска медицина, а не овака. Доктор, вие да сте ни живи и здраво 100 години, и додека ви имам на одговорни функции, јас сум мирен, затоа што ве познавам и како личност, и приватно, и сето тоа е во ред. Ја пак зборам, ние нема да бидеме вечни. Ние правиме систем во кој ја нема да се тресам и кој ќе испуштам душа да не мислам што им оставив на децата. Да, така е, така е. Ме разбирате? Разбирам. Дали они ќе се најдат во некоја хорор ситуација? Какви се тука? Значи, имаме ситуација ваква. Имаме ситуација дека имаме луѓе кои може да потпишат дека што и да им се случи во животот, ако се констатира нивна смрт или мозочна смрт, они може да бидат донори. Да, донори, да. Дали може да биде донор, одговорете ми, дали може да биде донор починато лице? Значи имате две ситуации. Едното се вика heartbeating, значи донор, каде што му работи срцето. Гледам и премиерот го знае тоа нешто сега и он го користеше тој кадаверично. Викам, добро, некој го спремил. Добро, и оние другите така наречени non-heartbeating. Меѓутоа тие може да даруваат ткива. Да разликуваме донација на органи и донација на ткива.
рожница, други делови, исто така кожа, може исто така да се изврши трансплантација доколку се покаже компатибилија помеѓу тој кој што ќе ја прими. Зашто вие можете да извршите трансплантација, ама ако таа не е компатибилна, ќе ви го отфрли организмот брзо. Мене ме интересира. Кога ќе се констатира смрт, кога ќе престане срцето да работи. Да. Тогаш веќе во тој момент Смрт. смрт Да, веќе смрт. органи- Немате циркулација. Океј. Тогаш органите се Веќе немаат функција. немаат функција. Го користиме Но дали- оној период кога но само дали- мозочна смрт сме утврдиле, а другите органи функционираат. Само тогаш може трансплантација да се сигурно, врши. сигурно, Значи сигурно. од мртов човек Да. не може да се изврши. Од практично комплетно мртов човек, што значи комплетно замирање на функцијата на срцето и на Да. останатите Добро. органи, а тие ги утврдуваме после утврдување на мозочната смрт, можеме да ги одржуваме уште 6 до 8 часа оптимално. Значи, ај вака. Пак не ми е јасно. Ако престане срцето да работи, Да. рачунаме смрт и не можеме да земеме органи. Тоа ме интересира. Да, но ако констатираме мозочна смрт, Не, тоа знам, не ме збунувај, тоа го разбравме. немате земање, ако престане. Зошто нема немате земање? циркулација, немате. Зошто нема циркулација? Пак и изумрат веднаш органите, вие знаете дека практично Така? исхемија или недоволна прокрвеност Така? која доаѓа практично до испумпувањето на срцето ќе предизвика многу брзо исхемија така наречена или изумирање на дел од органот, а вие веќе ако го земете тој бубрек со веќе дел изумрен, што очекувате дека таа трансплантација ќе биде успешна кога веќе дел од тој орган почнал да умира исто така. Добро, како тогаш се трансплантира орган од една точка на планетава до друга, а изваден е? Тоа е Како веќе друго, тоа е принцип на одржување на самиот орган кога се уште имате heart beating. Значи циркулацијата се уште ви е запазена. Да, ама он е веќе изваден од телото. Да, го имате, го ставате во специјални раствори и со специјални трансфери се транспортираат. Јас сум била лично сведок во Сиетл. Минатата година веќе го споделам бидејќи ме потегнавте. Имаше дете 5 годишно кое чекаше трансплантација на срце. Излезе дете во Сиетл. Тоа е Вашингтон, скроз на северот на Америка. Во Алјаска, со кој они имаат одлична кооперација, јавуваат дека има мозочна смрт затоа што дете удавено и веќе констатација на мозочна смрт на слична возраст се удавило во океанот таму. Прават хајла типизација. Сега тоа е предноста нивна, брзо ја прават таа типизација, нели многу важна за компатибилијата на органите. Се утврдува тоа е предпоставувам, тоа е крвна група пред се, крвна група за да не дојде- подударност, за да не дојде до отфрлање. отфрлање. Кога се утврди дека крвната група и во хајла во два локуси е многу слично како и ова дете, јас учествував со авион од каде што од болницата, од кровот на болницата со хеликоптер, со специјално, да кажам, транспортибилно сандаче, отидовме до Сиетл. Во Сиетл во моментот кога пристигнавме беше експлантиран бубрегот, беше експлантирано срцето и белите дробови во специјални раствори беа ставени. Тие кои што ја имитираат циркулацијата пак практично на организмот. Значи одржувате жив Одржуваме орган. жив орган на некој начин и за краток временски период, негде околу 2 часа, веќе тој орган беше, а детето чекаше спремно на операциона сала, во операционата сала со отворен торакс и се стави внатре срцето. Веднаш утре дента стана детево. Почна да оди низ оделение и мене, јас имам и слики да знаев, можеби ќе ги донесев, ми остана практично, останав без див, бидејќи сметав дека трансплантацијата на срцето е многу комплицирана работа, уствари може да од сите овие трансплантација наједноставна, верувајте ми. Најкомплицирана е црниот дроб, бидејќи има многу крвни садови, има доста за подврзување, па и бубрезите не се едноставни. Можеби срцето е, да кажеме, едно од поедноставните технички методи зборувам за трансплантација. Како и белите дробови. Така да зборуваме тука за многу софистицирана медицина во која што секоја секунда е важна и не смееме да губиме воопшто. Не се сомневам во тоа. Кажете ми, дали дозволува законот за трансплантација да син на татко, татко на син, значи дури и да си го жртвувам животот. Значи ја одлучувам ако го дарувам моето срце на мојот син, доволно проживеав и така натаму, се подпишувам и така натаму. Се подпишувам. До каде можат тие законски норми, дури и на најдрастичните. Разбирливо е, може да се земе колку што јас се информирав, например, кога е трансплантација на црниот дроб, може да се земе дел од црниот дроб
Така и е. тој се регенерира. И тој се регенерира, и дарителот и примателот да. може да преживее. Одлично функционира, Може точно. за бубрек, но Така. за срце е поспецифична работа. Така. Така. Но ако одлучи некој близок за спас на свој близок или сака сопруг и така натаму, дали он има право за Има такво право, особено ако е крвно сродство, со тоа што се гледа, или таа пак ќе кажам, компатибилија на свесна состојба, се оди на нотар, се подпишува, се заверува специјален документ со кој он во свесна состојба го прави во интерес обично родител на дете. Тоа би било во таков случај сигурно дека апсолутно никој не прави проблем, се разбира, пак ќе кажам, од кога претходно ќе бидат добро испитани дали има таква подударност, значи дали е компатибилноста максимална и на тој начин може со судски нотаризиран документ каде што доброволно се откажува во интерес на своето дете тоа да го направи. Тоа ми се чини представува врвот на животот, знаете како. Не знам докторе, ја би требало сигурно да се консултирам со некој од духовниците, од свештенството по овие прашања, колку овдека задираат, бидејќи овдека има теми кои не се баш компатибилни со нашата религија и традиција. Не знам дали влезено е во законот и тоа, верските заедници ние имаме ги имаат консултирано? Да, апсолутно, и ако го немавме аминот од нив, и затоа велам и донесувањето на законот влезе и токму и овој дел, каде што е консултирана и христијанската црква, каде што е консултирана и исламската верска заедница и практично аминот доаѓа и од нив. Идејата во акциониот план за понатаму во однос на трансплантацијата и развивањето е токму на овие вакви пикантерии какви што вие ги споменувате, е токму да имаме, еве како јас како национален координатор, со обавезно некое духовно лице кое што во зависност од религијата на која што припаѓа потенцијалниот донор, би можеле да разговараме заеднички за тоа. Не, затоа ја треба свештеник некој да прашам, бидејќи од една страна во свештенство во нашата религија вика нема повисок чин од што да го даеш својот живот за некој друг. Но од друга страна, кој има и смее право на некој друг да му го одземе животот? Никој. Значи, во тој момент некој ќе треба да го одземе мојот живот за да може тоа да продолжи. Тука има страшно морално, етички, религиозни последици кои дури и да не ги прифаќа тој што ќе го изврши чинот, тие стојат како факт, знаеш, како неодговорен. Не знам дали нема совршен закон кој покривал све. Буквално за ниеден аспект од животот. Нека не се лажат луѓето дека законски се е покриено некаде во светот. Не, дупки постојат. Прашање, мојот страф е, докторе, значи, сега ќе направиме уште една пауза, ќе продолжиме со разговорот пред се и кај гледачите е дали евентуално некаква злоупотреба. Јас ве канам, почитувани гледачи, во меѓувреме сега додека иде паузата, на Facebook испратете ако имате некакви конкретни прашања, да можам неколку, сигурно 3-4 ќе можеме да ги поставам на докторката. Па ако нешто не сме офатиле од ова, морам да кажам, многу непријатна и многу чувствителна тема, но that's life. Тоа е животот. Истовремено. Одиме со реклами. Продолжуваме разговорот со доктор Аспазија Софијанов. Докторе, донор, оној што сака да биде, што треба да направи? Значи, во законот вели, доколку не сака да ги дарува органите... Не, пак се погрешно почнеме. Ама така и е во законот, бидејќи мораме да знаеме дека практично сите сме некој сака да ги дарува органите. Тогаш и да има она. Може да оди на нотар. Да. И таму практично да даде изјава комплет дека сака тоа да го направи, дека е согласен да ги даде и бубрезите и црниот дроб и се после неговата смрт. И што со таа изјава? Таа изјава после се проследува до националниот координатор, односно до мене. Нотарот треба да ви ја проследи? Он е задолжен? Он е задолжен. Сепак, ако ги следиме законските процедури, обврската си ја врши тој кој што е обврзан за тоа, а јас морам да го ставам во регистарот дополнително од тоа дека, еве, например, можеби нема да има некој од семејството, ако му се случи тоа, тој веќе има нотарска изјава која го дава нашето право да можеме на некој начин да ги исконтролираме неговите органи, да не се изразам глупаво да ги земеме неговите органи, нели? Практично тоа е тоа. Човек се согласува дека е донор.
потпишува, Да. влегува во регистарот. Да. Добива ли он некаква идентификација? Да. Картичките се исто во план да ги направиме. Се уште немаме картички како што тоа ги има донорски картички во светот. Јас пак ја кажам, во Америка и во Јапонија сум ги гледала како моите колеги шетаат со такви картички во кои се кажува токму ова што го зборувавме претходно, дека се донори, дека можат слободно, значи ако се најдат во ситуација каде што, како што рековме, некаква сообраќајка или било каде нема никој околу, он има донорска картичка, тогаш ние сме веднаш спремни да ги земеме органите. Тие се уште посебна привилегија. Јас се соочувам со голем дел од пациентите кои веќе знаат дека постои систем полека кој се организира и кој што веќе почува да функционира. Доаѓаат кај мене и бараат одредени, да кажам, работи кои што им следат. Значи да се ослободени од партиципација, што е многу важно, бидејќи сепак за да направите овој систем на испитувања доста кошта. Обичен упат не ви го покрива тоа. Сепак треба да се ослободат од партиципација и на тој план работиме. Тука морам да кажам дека имаме големо разбирање. Пред се и од самото Министерство за здравство и од Фондот за здравствено осигурување, бидејќи овие се за регулативата, ама овие ги даваат парите. Тука навистина морам да кажам дека имаме разговори. Баш пред некој ден имавме разговори со директорката на фондот, каде што најдовме заеднички јазик дека сепак е убаво да се ослободат од партиципација, значи да не плаќаат пари, да имаат одредени привилегии понатаму тие кои што дале орган. Тоа значи ако може и доживотно да се ослободат, ако треба да примаат некој лек или да мора да го купуваат лекот, поради тоа што биле органодарители, да бидат ослободени од одредената сума на пара која мора да ја дадат. Тоа се работи кои, мислам, полека ги регулираме. Знаете како ова се сега веќе како почнува да заживува целиот овој процес. Судирејќи се со одредени ситуации, ги решаваме на лице место, значи преговор со фондот, дали ќе ги ослободи тие кои ќе бидат донори, потенцијални донори или тие што сакаат да ги дадат органите, и мислам дека сме на добар пат да го решиме, бидејќи во акциониот план сите тие кои ќе дојдат регистрирани кај мене како национален координатор, во разговор со мене ќе можеме да се договараме поединечно, зашто не се сите исти случаи. Ако некој 20-30 годишен решава од негови причини да земе таа картичка за да биде донор за евентуална таква ситуација, до кога он може да биде донор? До колку години? До крајот на животот. Да? Може некој да биде донор и на 60-70 години? Апсолутно. Органот може да биде во изворедна кондиција? Посебно бубрегот, да. Добро. Кажете ми ситуација. Ако некој се согласи да биде донор и му се случува после 10 години или што ти ја знам, паѓа во кома, се констатира во меѓувреме смрт и така натаму, он е во системот. Системот си има кој е приоритетен на листа и слично. Бодовник, но точно. се јавува, да речеме, лице од најблиската фамилија кој има потреба од тој исти орган, а не е на таа приоритетна листа. Може ли тука да се... Може да има привилегија. Сега може да има привилегија. Убаво прашавте прашање кое не го доразјаснивме. Значи, во склопот на лекарската комора има етичка комисија која дополнително одлучува во вакви и, да речам, посебни случаи. Еве ваков еден случај. Доколку е па тоа член од фамилијата се погоди дека има и компатибилност, значи имаат предност. Иако може би друг има предност. Тоа се тие бодовници кои што се прават во самиот случај, бидејќи како што на почетокот почнавте да инсценуирате одредени филмски сцени, така и секој случај е посебна сцена. Посебен филм, да речем на некој начин, кој мораме да го склопиме паметно, а режијата правам јас за жал, заедно со моите колеги, и на тој начин даваме, ако е ваков случај како што го напоменавте, сигурно ќе одлучиме со етичката комисија. Нема автоматизам за ниеден случај, ќе се одлучува од случај за случај. Генерално има автоматизам ако имаме приоритетна листа која што ќе одговара со компатибилијата на тој што е донор, но ако покажавте ваква ситуација каде што има близок кој има потреба тој орган, тогаш ќе има предност. Ама ми рековте дека пак мора да помине некаков процес, конзилиум, вие лични мислења, без оглед. Мора. Кој е начинот да се даде согласност за дарување на органи после смртта? Ако тоа го нема направено во текот на животниот век, тој кој што е потенцијален донор, на тоа се мисли, тогаш фамилијата е таа која што мора да биде согласна. Значи се смета најблискиот. Ако има сопруга, односно син, односно ќерка, значи најтесното семејство кое што практично живее заедно со тој потенцијален донор, и тогаш, пак ќе кажам, без разговор со нив ништо не правиме.
доколку постои ситуација каде што тие сакаат да се повлечат, мислам дека правото е апсолутно на нивна страна. Трансплантација може да се врши само од човек на човек. Апсолутно да. Не може од животно на човек. Во никој случај. Заради експериментите кои медицината ги прави, например, заради огромната сличност на органи, особено кај свињата, кои се многу компатибилни со органите кај човекот, како бубрек и слични работи, па дури и срце. Дури и срце може да за одредени, да речем, одредени схемични простори каде што евентуално може дел од клетките како плурипотентни да се искористат па да направат субституција на ткивото кое е изумрено. Само во такви ретки случаи. Иначе, генерално, да не правиме експерименти, сепак човечкиот има земји кои што се обидуваат да прават такви работи, меѓутоа мислам дека сепак медицината и правите закони ќе не носат човек. Што може да се дарува? Се даруваат пред се органи ткива, рековме, кои органи и кои ткива, тоа но да не заборавиме дека тука се и матичните клетки кои исто така може да се трансплантират. Вие знаете дека сега кај бебињата кога ќе се родат од папучната врвце ги земаме и ги чуваме и ги ставаме, складираме во специјални банки каде што се чуваат тие матични клетки плурипотентни и исто може да послужат доколку во животот се разболи некој од блиското семејство. Што значи плурипотентно? Плурипотентно значи дека на пример ако има потреба од орган срце, тие се плурипотентни, значи недиференцирани, но доколку ги садите на место каде што треба да се развие срце, а ги препознаваат пошто се идентични и нивни, тогаш се развива дел од срцев мускул или се развива дел од друг орган кој што е таму каде што се вградени, односно ставени, не се да речеме од бубрек па да ставите на срце, туку се плурипотентни, матични, непрепознаени од организмот и на самото место се развиваат, препознавајќи го идентично организмот, но го развиваат бидејќи се исти. Ме разбирате, од сопствениот организам се вадат, на сопствениот организам се става. Што значи тоа? Некоја постара личност што може да лечи со тоа? Па ако не сте дале како млад, не можете. Не, ако сте дале? А ако сте дале, тогаш можете на пример исхемија на срце. Ако имате да речеме инфаркт на срце, пооштетен дел од мускул на срце. Тоа може многу лесно да го препокрие тоа доколку таа исхемија е голема и може да го оштети срцето. Така наречена трансплантација на делови од орган, кои исто така се на база на такви плурипотентни клетки кои кога ќе се вградат, го реновираат, регенерираат и таа е така наречена нова модерна регенеративна медицина. Очи? Можете. Срце? Срце, бели дробови? Бели дробови? Апсолутно. Посебно кај децата со одредени со цистична фиброза. Ние сакаме да склопиме една добра соработка со АКХ болницата во Виена, каде што буквално таму, посебно децата кои страдаат од оваа болест и каде што најпрво им откажуваат белите дробови, се прави комплетно пресадување на белите дробови. Значи срце, бели дробови, бубрези, веќе да не зборуваме, црн дроб, дури делови од органи, значи може делови од коски, делови од кожа и она што едноставно недостасува, кое може да се субституира доколку е компатибилно. Одиме понатаму, што друго може? Коса. Ја заборавивме косата, знаете дека таа е, да речеме, во делот веќе и на пластична хирургија, каде што може и тоа да функционира. Па сигурно и други делови. Јас сметам ова како некоја козметичко. Еќе тоа е во доменот на козметиката, да. Одиме бубрези? Бубрези пред. Јас морам да кажам дека во нашата држава црн дроб. Црниот дроб го планираме во месец септември и на овие простори веќе да правиме комплетна црно добра трансплантација, бидејќи имаме соработка со Франција, односно со центарот во Лион, каде што колегата кој е баш трансплантолог за црн дроб со неговиот тим ќе дојде тука кај нас и со нашиот тим кој веќе помалку ги, да кажам, едуцира работите, се едуцира постепено и мислам дека прво заеднички, а после сигурно дека тимовите, трансплантацијските тимови ќе се праќаат во одредени центри, каде што ќе се доедуцираат. Збори. Иначе морам да ви кажам дека имаше и конкурс за Кембридж, каде што се направи да речеме селекција на одредена група на колеги или доктори кои баш ќе се занимаваат со трансплантацијска медицина. Значи нивната субспецијалност ќе биде токму трансплантацијата. Ќе видиме за кој орган што и како, меѓутоа Кембридж несебично ги отвори портите и за нашата држава да можат и наши колеги да одат таму,
да се едуцираат во областа од која пројавиле интерес. Дали тоа ќе биде трансплантација на бубрек или на црн дроб рековме, или на срце, на бели дробови и така натака. Некогаш знаете како кост бенефит многу е важен и во оваа на оваа тема. Што добиваме, што губиме. Ако ние имаме трансплантација на бели дробови многу ретка, тогаш е подобро да го транспортираме пациентот во центар каде што тоа почесто се прави. Меѓутоа затоа пак бубрезите, да речеме, па и црниот дроб, бидејќи се појавија доста болести кои бараат и каде што последното решение е трансплантација и на црниот дроб, мислам дека овие два органа ќе бидат приоритет и за во иднина во државата да ги ставиме на листата како најбитни и најпотребни за трансплантација. Значи бубрези, истата ќе биде, значи од living donor, како што рековте, значи од роднина или од родител на дете и така натака, и црн дроб. Коскена срж? Да, и коскената срцевина. Други органи? Коскената срцевина, дури за Половите леукемијата. органи предпоставувам не. Па мислам дека тоа исто влегува во доменот на козметиката, доколку тоа не за козметичките. Зборам за репродуктивните органи. Да, сигурно и тие. Сигурно и тие, само знаете како тоа веќе Зар може некоја оди во доменот на Да? малку повеќе Зар има- експеримент. Па вие видовте што се случува на Евровизија и секаде. Не, се извинувам, не. На не тоа ми- ако мислевте, Не ми а? огадува емисијата со оваа прекрасна емисија со такви гнасни сподоби. Сакам да те прашам дали може некоја жена која има здрав репродуктивен систем, орган, да го донира, да го пресади, да и биде пресаден на друга жена и тој да функционира? Може. Може? Може. Па вие не знаете што све Добро. Може, ако добро. одиме да зборуваме. Кога збориме дали органите, дали е исто така и кај мажите, не знам, органите како што се тестисите, како што се Значи трансплантацијата е простатата. може. Се до оној момент додека се утврди комплетна така наречена хайлатипизација или компатибилија. Тогаш апсолутно трансплантацијата нема граници. на ткива, на кои ткива мислевте? Често тоа се делови или парчиња, рожница, значи дел од око. Така. Ако имате исто одредено друго парче каде што ви фали доколку сте имале некој несреќен случај, и тоа може исто да се субституира некогаш тој тип на трансплантација го викаме од самото тело, вадиме парче кое е не толку приметно и го ставаме, односно го трансплантираме на местото кое фали, а кое е видливо. Ај малку Франкенштајновски да ве прашам. Дали човек кој нема екстремитет може да добие донор екстремитет од друг човек и тоа да профункционира, а известно време го нема? Доколку имате компатибилен донор кој е волен тоа да го направи или кадавер кој има можност такво нешто од него да земете, зашто да не? Ете, тука е предноста на трансплантацијата. Можноста да го подобрите квалитетот на животот на тие кои патат бидејќи имат одреден проблем. Морбидно ова, малку. Знам дека е морбидно, меѓутоа знаете како, јас кога навлегов во оваа тема и кога сватив пазете, дека ја ги поставам сите прашања, иако дури не сум ни налетал на вакво нешто како дебата, нити како преседан да видам пресадена рака или пресадена нога. Не сум налетал на може такво јас да нешто. кажам нешто Да, сега да, веќе пошто вие кажувате. Визави тета-тет. Визави. Минатата година бевме со тимот од анестезија, со тимот од нефрологија, присуствувавме на една од нивните годишни конференции во Загреб, каде што загребчаните или хрватите кажува една извонредно пикантерична за мене барем ситуација. Имено се работи за бремена жена која била млада, 24 годишна, Добро. и која додека била бремена, значи во својата 24-та гестацијска старост, а вие знаете дека се занимавам и со тоа, добива мозочен удар. Констатираат мозочна смрт. Добро. Меѓутоа седнуваат заедно со фамилијата и се договараат. И лекарскиот тим на ребро и фамилијата на веќе со мозочна смрт утврдена да речем фамилија на таа мајка идна, да се договорат дали би се согласиле да остане детето во утробата на мајката уште 2 недели, за да после тоа евентуално се трансплантираат, односно земе срцето, белите дробови, бубрезите. Знаете дека преживеа 2 недели мајката, потенцијалната идната мајка која почина после тоа бидејќи веќе беше во мозочна смрт, не успеа со перфузија да ја одржуваат уште 2 недели, ја породија живом женско дете, ги трансплантираа срцето, бубрезите и белите дробови Од мајката? од мајката и практично бевме сведоци на 3 нови животи и на уште едно девојченце кое беше
практично, како да ви кажам, преживеано од една ваква ситуација. знам. Сите нас не остави без текст таа приказна. Се сеќавам како разговаравме баш со тимото од анестезија, каде што рековме просто неверојатно, толку блиску до нас оваа држава, а толку во некои одредени размислувања толку далеку. Не знам дали ме разбрате што сакав да кажам. Тоа дополнително кај мене роди желба да еве поготово што работам и со таква една многу вулнерабилна, да речам, патологија, колку можам повеќе помагам и на таквите типови на Ако случаи. ја не сакам да бидам донор во никој случај, значи ни моите да одлучат, ни некој да одлучи. Никој нема да ви ги земе. Не, постои ли постапка законска како тоа да се заштитам? Сигурно. Вие не сакате тоа да го направите во текот Добро. на вашата свесност, Така. животен век. Добро. Одите повторно на нотар, односно таму каде што со вашиот адвокат Така. го заверувате и под полноправна или ваша морална одговорност и свесност, едноставно не сакате после вашата смрт било кој да управува со вашето тело и со вашите органи, значи буквално. Значи таа слобода мене им останува на луѓето и во име на највиши цели сепак да остане нивното право на правото. Пред се. Тука сакам еве да ги ослободам граѓаните дека никој не би се осудил да направи нешто вон од нивната волја и желба. Колку може да се чува орган? Значи ви кажав да го зборуваме оптималниот период кој е добар за да може да функционира кога ќе го пресадиме, Така. не само колку да се каже сме го Добро. направиле тој чин. Така. Некаде 4 до 8 часа е он оптимум. Матични- Максимум до 12, минимум сигурно. Матечни клетки коске на срж? Тие си има специјални банки кои што се чуваат, каде што се складираат тие, И? бидејќи се во облик на крв. Добро. И тие банки можат и многу подолг временски период, но не да не заборавиме. Времето не ни е сојузник. Колку подолго, толку полошо. Значи и дури и за матичните клетки. Дури и за матични. Што е она тајм фрейм за нив? Таймфрейм генерално нема да доколку имате таква болест, сигурно ќе се проба да се види дали се тие сепак во можност, како што рековме, дали се потентни Без оглед, да направат така, без оглед, така, сигурно. без Но оглед. доколку не, тогаш одите во банката за регистарот за давање на матични клетки. Но колку година? 2, 3, 5? И јас мислам дека некаде сигурно 10 години би бил, пак ќе кажам, тој оптимум. Како за органите што ви кажам 4 до 6 часа, овде би дала максимум 10 години. Значи, ја да не се гризам што за децата не сум обезбедил матични клетки, Не. а син ми има 21 година и досега не покажал никаква, што значи како дете, кога да земам ја матични клетки? Кога човек да мисли на тоа? Кога има некаков потенцијал за евентуално да развие некаква болест? Да, точно. Сомнение нешто во фамилијата да има нешто Знаете како е баш наследно? на буквално, да. Аха. Стравот лозето го чува. Доколку ја имате мовата Тоа на не капата, значи дека му е, но еве ви добра би шанса. било добро. Токму тоа, еве ви добра шанса. Значи тие се складираат и за кога евентуално би дошол таков аларм дека нешто се случува, може да сте поспокојни дека имате нешто еве ваше кое можда ќе може да помогне. Иако знаете како, и тоа е пак ќе речам нешто што мора многу внимателно да се и тоа да се стави под строги критериуми, регулативи, законски мерки, ништо да не отиде вон од законот кој што го дозволува. Тоа и да се строго провери медицински. Дали одговара, дали е компатибилно, дали очекуваме нешто од тој тип на трансплантација. Значи не е само еве ќе го направам тоа. Што очекуваме ние од тоа? Каков ќе биде исходот после трансплантацијата? Многу важен момент. Тој сега нас ни се бара стриктно кога евентуално упатуваме за лекување во странство. Што очекуваме ние од тој пациент кога го упатуваме, а не можеме да му ја пружиме таа здравствена услуга во нашата држава? Господјо Марија Ѓорѓиева, ви благодарам на прашањето, но ја би ве замолил да малце се сконцентрирате, бидејќи многу вложивме енергија и труд и поготово нашата гостинка, да објасниме за која тема. Одедно се вклучувате и прашувате за некоја 10-та болест. Говориме за трансплантација, аспекти, морални, етички и медицински. Ви благодарам, но стварно не можам да ве разберам. Мислам, бидете парламентарни. А ако треба некоја друга тема, мислам, Ако може да одговориме, ќе одговориме. Не сега, не во оваа емисија, мораме да се задржиме, а и во интерес на времето. Инветив на гледачите конкретни одговори, бидејќи ретко кои ќе ја рчне оваа тема. Второ, моите колеги некако бара малце постручна, малце имам
колеги кои стручно ја познаваат медицинската област, каде што има овдека многу подпрашања, правни, медицински. Така е. И јас се трудам колку можам, не сум јас стручен, не е моја тема, но се трудам колку можно повеќе да поставам прашања на темата, затоа што ретко кој ќе слушаме да ми говори на тема на трансплантација, а она што сум го чул било сосема сувопарно. Знаете како? Мене ми беше драго што и премиерот е вклучен, и премиерот се излезе на македонска телевизија и се каже тагара, кадаверично, тагара. Ама мене ми требаат детали. Ме разбирате? Ако ми дозволите, ве сега ќе кажам, пошто го инициирате токму тоа. Јас сепак морам да кажем благодарение на напорот што се вложи од страна на актуелната влада, да не биде сватена сега ова по... Не. Мислам, ама тука нема збор, ова се донесе... Ова се прашања кои никој не ги поставуваше. Не ги поставуваше, и мене ми е драго, се согласувам. Значи, кога почнал премиерот да говори за ова, тогаш значи дека во сите сегменти на општеството малце фокусот е. Значи не дошло ова од некој си лекар или од некој си и така натаму. Значи национален интерес. И мене ми е драго. И тоа кога го слушав, мене ми беше инспирација. Ајде да ја прошириме темава, да видиме што па народот мисли за се во ова. Иако ние како народ, нели, 10 години се влечка тој закон, ние нити следиме, нити учествуваме, ама затоа ние сега одеднаш ќе ги поставиме сите прашања. Таков е народот, не му се лутете. Така функционира. Само јас морам да кажем и уште една работа. Македонија заедно со Хрватска и Словенија и останатиот дел од Европската Унија, кога не повикуваат, јас единствено партиципирам од овие простори кои за жал се уште не сме дел од, да речем, таа фамилија европска, така наречена нивна фамилија, меѓутоа јас партиципирам, тие веќе не препознаваат, ме повикуваат како национален координатор, бараат од мене извештај да им дадам. И јас ви реков, јас веќе ставив Македонија во платформата, значи мене ми се даде улога и ја морам да ја таа улога. И колку ви одзема време оваа улога? Не би рекла дека тоа е малку време. Не би рекла дека тоа е малку време. Оставивте парламент затоа што рековте дека немате време за детската клиника. Ова е многу поважно. А детската клиника? Значи смртта каде што се случува, особено рековме децата се приоритет, се случува пак на детската клиника, значи јас сум пак дел од тој тим. Така да тоа е пак во склопот на... Имате време пак да се занимавате онака и да се посветите на децата на детската клиника како до сега? Значи, морам да бидам искрена, бидејќи искрено ме прашувате, јас генерално не сум 100% како што бев порано, како што ме познавате, што е факт. Помалку сум посветена во тој дел, но не заборавам, сите знаат, после утринскиот состанок, јас влегувам на интензивна. Прво правам визита таму, че јас си ги знам моите пациенти. Пациентите на интензивна не може да ми промакнат, ни еден. И стално правиме визита групна. Значи, ги знаеме пациентите, договарам кога има некој специфичен случај, секогаш проаѓа преку мене. Дури сабота и недела знам да одам, без апсолутно да ми е тоа проблем. Значи, во тој дел не сум 100%, но сум доволно таму присатна јас. Посебно ако има нешто каде што треба да и како директор да интервенирам. Нели знаете, лек дополнително, ако нема да се набави интервентно и така натака. Значи, тука сум 100%. Тоа е слично како и Карел за возрастни, имаме одлична соработка со нив. Но ова е во делот и во склопот на таа работа. Мислам дека е паметно, се планира и канцеларија моја да има, јас имам свој асистент кој ги проследува овие информации до Карел, до и клиниката за нефрологија, со која исто така имаме одлична соработка, клиниката за урологија која е носител сега баш на клучните овие трансплантации на бубрези што се прават и за кои можам да кажам дека навистина се виртуози. Колегите мои од хирургија на урологија прецеп додека ги чекавме ние во позадина, правејќи експлантација и трансплантација, вие не знаете, тоа го работе виртуозно како што мислите дека сте некаде не знам каде надвор. Значи тие точно си ја знаат работата. Останува малку повеќе да се едуцираме во дело за црниот дроб, кој реков е доста специфичен, и во останатите други сегменти кои полека ќе се развијат. Не можеме преку ноќ се да ставиме на... Да останеме на она, значи картичките допрва треба да дојдат, оној што сака да донира, каде треба да се обрати? Кај мене. Баш лично со вас да се најде. Па тоа ја тешко ве наоѓам, докторе, а камоли народов да ве најде. Има канцеларија, значи на националниот координатор. Добро. Знаете дека јас генерално сепак сум достапна. Не сте достапна, пола планета ја свртевте вие. Вие еднаш месечно идете у Европска Унија. Во Јапонија. Таму се јавувам на телефон. Добро. Се јавувам на телефон, тие што ме знаат, точно знаат дека од секаде го дигам телефонот. Колку роминг плаќаш житис?
се шегувам. Плаќам, ама знаете како задоволството е вака кога тргнуваат работите и кога ве препознаваат, нема цена. Значи, оној што сака да биде донор и да добие донорска картичка, треба да се обрати до кај вас. Да. Добро? Во секое време сме тука за да го насочиме која процедура треба да ја запази, за да може да му биде баш желбата, да речем, завршена. А оној што не сака да си отиде на нотар и да даде изјава. Да даде изјава. Дека не сака и се И откажува. таа изјава треба да ја проследи. Нотарифицирана, ќе се проследи повторно до мене и ќе си влезе во регистар господина тој едноставно. И што ќе Не правиш? сака. И кога ќе видиш списокот, овие се донори, убави, овие неќат со вуду кукли, онака, ги бодеме. Не, јас само ги Се благословувам, знаете, како сите што го прават тоа, кои имаат желба, Вие и за сте тоа и треба верник. свесност. Знаете, многу голем. За мене сепак пред се верата е многу застапена во мојот живот и мислам дека секојаш би го почитувала и верувањето на другиот и неговото размислување околу тоа, пред се. Православната наша вера. Докторе, Да не заборавам уште да ви кажам дека во однос на овие работи кои што ги споменавме, значи пак ќе речем, останува слободното право на изборот на ако Господ ни дал право на избор, па кој смее некој денеска да му го одземе тоа Така, право на избор? така. Добро, некои работи расчистивме, повеќе или помалку јасни. Благодарам за вашето учество, почитувани гледачи, вашите прашања. Некои не беа одговорени затоа што беа поставени од гледачи кои се вклучиле пред 10 минути, а ние овдека веќе подолго време разговараме и мислам дека добро ќе биде, ако ништо друго, погледнете ја репризата, имате две репризи, уште вечерва за пар часови ќе имате една реприза, втора реприза ќе имате негдека околу 10 часот утрината, а секако и снимката од гостувањето на доктор Софијанова ќе биде закачено на YouTube и на jadiburek.com. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.